Често се среќаваме со нашинци кои ни доаѓаат тука во нашата убава Македонија со пофални зборови за тоа колку вложиле токму во оваа наша Македонија и колку ја сакаат. Но тука до мене го имам човекот кој не само со зборови, туку и со дела ја покажува љубовта кон нашата земја, поготово затоа што е роден во Австралија, но неговото потекло е од тука, од нашата Македонија. Господинот Петар, заменик градоначалник на Ливерпул, општина во Сиднеј. Чест ми е што разговарам со вас. Фала многу за времето и мислам фала за моменти ваква што можеме да му објасниме на македонскиот народ тука што прави диаспората и како се труде за Македонија. Токму така, ве најавив како човек кој несебично вложувате во она да се зачува нашето македонско. Тоа е доказ и тоа што станавте и заменик градоначалник на една голема општина во Сиднеј, како што веќе ја споменавме Ливерпула, имате македонско потекло. Значи, не се ретки политичарите од нашата земја, токму во Австралија, но ретки се оние кои навистина инвестираат. Еден од нив сте токму и вие кои не случајно сте тука. Односно, тука сте со повод и со една убава инвестиција за нашата земја. Зашто станува збор? Да, точно. Јас точно што кажа, сум заменик градоначалник на општина Ливерпул. Тоа е општина во Сидни, град Сидни. Вториот најголема општина во Сидни, што моментално голема инвестиција се отворва тука. Вториот аеродром за Сидни ќе биде преместено во нашата општина и тој аеродром ќе биде дупло него тоа што е моментално во Сидни. И околу тоа имаме голема фокус од медијата, што се прави во нашата општина и баш го користев моментот за да се признае Македонија која имавме доста media attention, се збореше за нашата општина и за ова признавање и мислам дека времето беше точно, зашто министерот за надворешни работи Никола Поповски другиот викенд ќе биде во Австралија да ги посети диаспората и да има посети со пратениците и нашиот министер за надворешни работи за името. Токму така, значи покрај инвестицијата која ја носите тука во нашата земја, вие, иако сте роден во Австралија, тоа ќе го напоменам, затоа што многу од нашинците кои не се родени таму сепак не се имаат толку заложено за зачувување на нашето име, колку што го направивте тоа вие. Значи, ФИРОМ повеќе не постои. Постоиме како Република Македонија. Тоа е она главното за што вие се изборивте. Кажете ми нешто за тоа. Тоа е, да речеме, во нашата општина ние добиваме документи од федералната влада и тие документи секогаш пишат ФИРОМ на него. И јас најдов шанса пред месечно собрање што имаме во нашата општина со сите пратеници, ги лобирав, му реков вака и вака ситуацијата не е точно. Ние како заедница тука во ова општина се осеќаме како ова е да не увреде некој, да не вика ФИРОМ, не се осеќаме добри со ова. И мислам дека не е фер ако федералната влада сака да игра политика, тогаш ние не треба да играме политика исто со ова. И кладов закон, се отвори дебата и добро беше, има потреб од сите пратеници. Немаше врска дали бе од левата крилца, независни, десната крилца, сите даат потреб за ова. Иначе јас сум од либералната партија, тие се од десната крилца, тие се во контрола моментално во општината. И имавме поддршка од левата крилца Лајбер партија. Никакви проблеми немавме. И сега ги чекам нашите моите брајка македонци што се во другите општини истото да го направат. Не треба чекора да се заврши сега. Чекора се почна и мислам треба да се оде до крај. Ова е тешка борба што во Австралија ние го имаме, не го имаме во Америка или во Канада, не има признато таму. Најтешкотина го имаме во Австралија што грчката лоби се пикнати во политичкиот живот. Ние слабо сме пикнати во политичкиот живот, сме пикнати во локална власт во тие општини, ама немаме во федералната собрање моментално некој. Ке се мене тоа, јас мислам со време, ама е многу битно да се почне од тој чекор и да се тера одзгора од таму. Досега го теравме одзгора, од федералната нива, тоа се гледаше дека не носеше никаде и некога треба да си го смениш strategy, што велат, да почнеме од друг начин.
И сега за тоа инвестиција што имаме моментално е на австралска компанија што беше тука со мене, затоа сум дојден на таа нива. Тие се од најголемите фирми во светот за градење патишта. Тие се базирани во Квинсленд, таа е една република во Австралија, што се австралци, не се македонци, нема ни еден македонец во таа фирма. Јас ги знам луѓето преку мојата фирма, имам јас фирма за книговодство и ми се клиенти и од тоа, да речеме, отворевме тема и ми барат совет. Јас му кажав, ако влегувате во Европа, овие се услугите за Македонија, и одма рекоа кога одеме, знаеш, одма се запалија да идат. Октомбар лани беа прв пат, се видоа со некои министри од владата и рекоа дека ќе се вратат, еве сега се вратија, се познаја со други фирми и сега и пратеници, и министери, и кинезите што ги градат патиштата, сега ќе се вратат трет пат со некои инженери да проверат земјата, да го тестираат за патиште градење и да се почне фабрика и така натаму да се потпише договори. Што е битно за тоа инвестиција за нас во диаспората во Австралија, и мислам е добро за Македонија тука, ќе се крене трговината измеѓу Австралија и Македонија. Моментално е многу мало, таа трговина ќе биде многу во голема игра. Владата на Австралија не може да игнорира тогаш Македонија, што трговината одма ќе го скокне тоа што ги имаме со Грција. Се знае дека моментално светот е во економска борба и дека на тој начин се бореме за многу работи, со протестирање и така натаму. Тоа е стара приказна што нема корис во Запад. Треба сега на овај економска база да се бори не само за името, за диаспората и за граѓаните во Македонија да се кренат на здрави нози. Така, како човек кој доста добро се разбира од политиката, кажете ми колку ова новонастаната ситуација во нашата земја би влијаела на инвестициите. Како што веќе и самиот кажавте, значи имаме сигурна инвестиција, а тоа значи дека австралијаните се луѓе од збор. Македонија е плодна почва, би рекла, за инвестирање, бидејќи нуди големи поволности на тој план, но со оглед на тоа што моментално се случува, логично е да се исплашеме за дел од тие инвестиции. Тоа е точно. Ова што се десува во Македонија, многу лоша приказна се дава во Запад и на жалост кои се кажува некои вести за Македонија, секогаш е нешто страшно и лошо. Моментот не знам како не фате од првиот ден кога се почна тие протести во Скопје и полицајците беа увредени. Тоа се каже во Австралија. Тогаш ми се јавиат делегацијата и ме прашуваат како е ситуацијата. Јас искрено му кажав, кога се десне во Команово, и му реков, ако мислете да не идете, се сваќа работата, што не знае до кај ќе иде, ама австралците се луѓе со збор и почит, и рекоа, даевме збор на тие таму, на премиеро и сите, да ќе кидаме, готово. И тоа треба да се почитува. Мислам, Македонија на тој начин треба да се доближува повеќе со Австралија. Истото енергија што го троше Македонија со Америка, ајде да го користиме и го трошиме во Австралија, да видиме кој ќе ни даде повеќе успешни работи. Немаме многу трошење енергија од владата за Австралија многу, ама јас мислам дека сега тоа ќе се менува. Ние самите во диаспората се бореме за татковината тука, од никаква подкреп од никој тука. И сега мислам, ако имаме потреб повеќе идење од министери, од премиеро, председатело, имаме некој министер од Австралија, мислам имаме 5-6 министри од Америка, ќе видиме како ќе се тргне работата. Досега е успешно и за тоа ќе нема збор. Тогаш моментално некои луѓе во нашата земјица се осеќа како син без мајка, ако немаме потреб од владата. Ама владата гледа дека диаспората во Австралија се мојкни и ќе инвестира време во нас, како ние што ќе инвестираме со нив. Така, значи, вие инвестирате во нашата земја, навистина се трудите, но покрај Македонија што има таа политичка ситуација, која е, би рекла, минус, имаме и
би рекла, неприлики од временски карактер, односно она што беше последно, тоа е поплавите во Пелагонискиот регион кои зафатија доста голем дел од нашите површини, но сепак тука вие излеговте во пресрет. Значи имаше навистина голема донација токму за поплавените подрачја. Работите хуманитарно, се трудите тоа да го усовршите на ниво со една единствена цел да се помогне на нашата земја. Кажете ми нешто за тие хуманитарни акции. Дали луѓето во Австралија се секогаш за да помогнат на нашиот народ, или можеби сепак има некои препирања за тоа кој колку да даде, како да се помогне на нашата земја? Во тешки моменти секогаш диаспората е со Македонија. И диаспората е еден ресурс што може секогаш граѓаните од Македонија да очекува нешто од нив. Еве за овие поплавите се најде нашиот дел, Пелагонија, ние сме тука роден, не роден, има потелок. Требаше амбасадорот ни се јави и му даевме помош. Нашата општина крена в рака во собранијата да се даде $5,000, дадоа тие. И тогаш му тропнеме наврата на општина Роктал, кој што имаме 20 македонци пратеници и тие даа 5,000. И друга општина Херсвил, тие се измигу нашата општини. Нема македонци, градоначелник не е македонец, од либански потолок, ама од мојата политичка страна. И му кажав ситуацијата, дека тој има македонци што живеат во нивната општина и тој дај 5,000. Мислам, од тие три општини 15% од тоа што се собере беше од наш тројца. Значи, и мислам, истото што се десе во 2001, диаспората дај помош на фамилиите на тие што имаат бранителите изгубени. И мислам пак нешто имам чуено дека ќе направиме нешто за овие што загина во Куманово, македонците, му се дај некаква помош, финансиски помош и така натаму. Секогаш диаспората ќе биде со Република Македонија. Токму така, несебично помагате за нашата земја. Моментално сте заменик градоначелник, јас би посакала да бидете и градоначелник на вашата општина, се со единствена цел, бидејќи знам дека колку вие напредувате во вашата политичка кариера во Австралија, толку ние македонците ќе имаме корист директно на Охридци. Токму од вас, односно од она што можете вие да покажете како човек кој е долги години заминат и односно живее во диаспората, сепак се знае својата земја. Сосема за крај да го закружим овој разговор, значи покрај овие инвестиции, моментално ги носите во нашата земја, дали планирате да привлечете и други инвеститори, кој би бил главниот продукт што би ги привлекле да дојдат до нашата земја? Во прашање тоа, мислам, околу ова фирма, има статус ова фирмата во Австралија, инвестират во реклами на спорт и така натаму, се главни спонсори на главни екипи. Медијата ако научи дека ќе инвестира во Македонија, австралската медија тогаш ќе пишува за тоа. Околу тоа јас мислам ќе најдеме други инвестори и тие ќе донесеме. Како што немаме министер од Австралија, од македонски потелок, ова не останува на нас, диаспората и некои група луѓе. Доброволно го работуваме тоа и нека биде така. Ама со нашите врски, со нашиот труд, јас мислам дека околу ова ќе има и други. Ќе земе време, се знае тоа, ама сме позитивни дека ќе бидеме успешни со тоа. Токму така, позитивноста е ваша главна одлика. Мене навистина ми беше чест да разговарам токму со вас, бидејќи навистина имавме теми да отвориме и кои се уште не можеме да ги затвориме затоа што навистина има за што да се разговара, но тука ќе го завршам овој разговор и ќе ви посакам, како што веќе ви споменав, да напредувате во политичките води и се разбира повторно да си ја сакате нашата земја и повторно да ни дојдете на гости тука во нашата убава Македонија. Ви благодарам. Фала многу, фала за времето и се гледаме друг пат. Фала.